Здраво дечки, денеска сакам да ја направам мојата skincare рутина, па ајде тоа да го направиме заедно. Со оглед на тоа што одамна ја немам направено, а и на моето лице се појавија баш митесери и акни, и сега ќе ја направиме заедно, па ајде да ви покажам како тоа го правам јас. Прво ќе извадиме шминката, затоа што имам бебе крема на моето лице. Јас ја користам мицеларната вода на Garnier за отстранување на шминката. И користам марамчиња за една употреба, кои што ми ја вадат шминката. Погледнете го моето лице, нешто се случува последниве месец дена. Моето лице е лудо. Сега го мијам лицето со CeraVe гелот. Сега нанесуваме прво околу очите. Ова треба да стои од 20 до 25 минути. Ги нанесуваме овие перничиња. Едното ми остана внатре. Ова треба да стои од 20 до 25 минути. Сега вака. Дел на очите. Вака. И еве, од кога поминаа 20 минути, ги отстрануваме. И тоа што останало, само вака ќе го втриеме. Сега ќе нанесеме маската од Balea Peel Off и ја оставаме и таа да стои 10 до 15 минути. Оваа маска изгледа вака лепливо, затоа што потоа ќе се формира во вид на маска. Оваа течност ќе гледа колку го мириса. Оваа леплива текстура на моето лице ќе се исуши и ќе извадиме во вид на маска. Еве, сега се исуши на некои места кај што имам стаено повеќе. Еве како се облепува. Каде што имам стаено повеќе, мислам дека треба со вода да се отстрани. На некои места доколку не ви се исуши.
Сега повторно го мијам лицето, нанесов гел за мијање на лицето. Сега откако повторно го измив и го исушив лицето, сега ќе ставам од маска Gel to Milk за да ми ја смири кожата. И потоа повторно ќе измијам кожата. Повторно ќе го измијам лицето. Ева и дава сјај, ми прави да немам иритација. Оваа маска се држи исто 15 минути и после неа се мие лицето и се додава хидратантна крема. Ово го правиме само со кружни движења. А сега ќе нанесам мојата дневна крема и серумот на Велина. Две капки ставам само од серумот и од кремата многу малку. И убаво го масирам лицето. Сега ќе додадам и фактор 50. И го купив тој на Nivea за лице. И мојата skincare рутина за оваа недела е завршена.